Јас прво сакам да ви кажам дека замислете со астрономскиот случај на царот Езекија се исцрпуваат сите старозаветни примери на исцеление во Библијата. Значи, кога би требало да се продолжи на таа тема, се преминува веднаш на Новиот Завет. Но кога сме кај Новиот Завет, би сакал денес прво да зборувам општо за Христовите чуда, воопшто, а потоа некогаш ќе се позанимаваме конкретно со примерите на исцеление, кои што со негова сила биле извршени во Палестина пред 2000 години. Прво би сакал да ја поставам прашање, дали забележавте, ме интересираше дали тоа ќе се спомене за време на поуката, дали забележавте дека во Лука Петровиот одговор е скратен. Христос Божи. Дали Петар така одговорил во Кесарија Филипова? Ти си Христос, Синот на живиот Бог. Интересно е што кога се цитираат Христови зборови во барем синоптичките евангелија, Лука е многу покомплетен од другите евангелисти. Например, кога ги споредувате Христовите зборови, неговите изјави, каде што се наведени во различни верзии во повеќе евангелија, онаа верзија која што Лука ја дава е покомплетна. Например, кога вели дека при воскресението нема да се мажат и женат, Лука додава нешто што кај Матеј го нема, и нема да умрат никогаш, бидејќи се синови на воскресението и така натаму. Можеме да најдеме повеќе вакви примери каде што верзијата што Лука ја дава е покомплетна. Секогаш покомплетната верзија е оригиналната верзија. Но во случајот на Петровиот одговор, Лука го скратува. Не дека не знал што комплетно одговорил Петар, туку тоа го направил намерно. Цитиравте, уште на почеток, и токму во тоа се гледа колку е комплетен Лука. Тој ги дава сите детали поврзани со раѓањето на Јован Крстител, па потоа со раѓањето Христово, односно забременувањето на Марија. И го цитиравте стихот што вели ке се нарече Син на Севишниот. Значи Лука знаел дека Исус е Божи Син и знаел дека Петар така одговорил. Зошто го скратил неговиот одговор? Христос Божи. Евангелието според Лука е единственото Евангелие, а Лука е единствениот автор, значи, кој што не бил евреин. И неговото Евангелие е единственото Евангелие кое што не е напишано од евреин. Исто така, Евангелието според Лука е Евангелието кое што специјално е наменето за кого? За паганска публика. За читатели надвор, а конкретно за некој си угледен човек, некој честит теофил, односно боголюб, кога би го превеле на македонски. Лука, пишувајќи значи за незнабожци, сака Христовото Евангелие да им го представи ним. И се разбира, внимава како ќе им го представи, затоа што во паганскиот свет имало разни митологии и разни погрешни представи што значи да се биде син на некој бог.
Да земе за пример грчката митологија, како тука најблиска. Во грчката митологија, знаете, имате многу богови и божици, и сите се тие заедно, како да се искочени од Холивуд, прелюбодејци и прелюбодејки. Например, богот Зевс се симнал долу на земјата и иако си имал своја жена, божица, нели, Хера, и направил дете на една смртничка овде на земјата и се родил Херкул. Сега, грците оваквите суштества, што биле деца на Бог и на смртна жена, или обратно, имало и обратен случај. Например, Ахил, неговата мајка била божица, која што наводно го избањала во таква света вода да не можел да загине од никакво оружје, но бидејќи кога го банјала го држала за петата не се намокрила и затоа единствено бил ранлив во петата, нели се сеќавате на тоа? Имало случај, значи, каде што мајката е божицата, а таткото бил смртник. Како функционирале овие полови односи, не ми е јасно. Помеѓу луѓе и богови, односно демони, бејќи грците своите божества ги нарекувале демони. И христијаните само го превзеле тој термин и го намениле на паднатите ангели, бидејќи сите пагански народи, кого обожувале всушност, ги обожувале сатаната и неговите паднати ангели на земјата, кои што кај разни народи имале различни имиња. Се разбира. Пример, богот Марс, или кај грците Арес, кај вавилонците се викал Нергал, богот на сонцето Мардук и така натаму, да не спомнуваме. Овие луѓе, како Херкул, кои што бил нарекувани херои, а кои што биле, значи, деца на некое божество и на смртник, биле нарекувани полубогови. Веројатно Лука внимавал, ако го цитирал целосниот Петров одговор, син на живиот Бог, па сега некој тоа можел да го свати, може би и Теофил, дека Исус е некој полубог. А дали тоа ќе беше вистина? Како ја разбираме Христовата природа? Отелотворувањето, се разбира, не го разбираме, но една работа секогаш треба да разбереме кога станува збор за таа тема. Кога Христос станал човек во Витлеем, тој станал 100% човек, но истовремено не загубил ништо од своето божество. 100% Бог и 100% човек. Тоа заедно во христијанската теологија се вика богочовек. И тоа е нешто сосема различно од паганските сваќања, односно концептот на полубог или полубожество. Лука сакал да нагласи дека Христос има божествена природа, дека не е обичен човек, и затоа само вели Христос Божи. Се разбира, како што проучувавме, ја нагласил доволно и неговата човечка природа. Каква природа можела да му даде Марија на Исуса? Само човечка, така, бидејќи Марија е човек. Библијата, дали забележавте, на неколку места кажува нешто поконкретно за човечката природа што Христос ја наследил. Вели дека тој е роден од семе Давидово. Што значи тоа? Значи, од природата Давидова. Исто така се вели дека е роден од семе Авраамово. Значи, од природата на Авраам. Каква природа имале Давид и Авраам? Човечка. Што значи тоа човечка?
Значи, се сеќавате, ако отвориме во посланието до евреите, тука малку апостол Павле се допре до оваа тема, ја би сакал некој во вашите преводи да го прочита во втората глава од евреите, 16 стих. Евреите 2 глава, 16 стих. Не чини тој. Повели Трајче? Добро, благодарам. Повели Андреј? Тоа сакам, шо поинаку? Така, благодарам. Да. И овој ревидираниот превод вели, не дојде да им помогне на ангелите, туку на Аврамовите потомци, сосема различен смисол, но изворниот текст е таа верзија. Значи, како во стариот православен превод. Сега да не ве терам да читаме други јазици, ако имате таква Библија моментално, но ќе видите дека и таму е така. Не од ангели прими природа, туку од Аврамовите потомци. Уште поконкретно, да се вратиме само на 14 стих, во Евреите 2 глава. 14 стих. Што читаме? Добро, Ленче. Благодарам. Да повторам ја некои клучни мисли. Децата се учесници во телото и крвта. Што значи тоа? Знаете, апостол Павле ќе напише на едно место, што веќе напишал одамна, 1 Коринтијаните 15 глава, зашто телото и крвта нема да го наследат Божиото царство. Тука малко се допираме и до прашањето што го постави брат Андреј. Какво тело имал воскреснатиот Христос? Од една страна, тој истиот вели дека не е дух, туку дека има месо и коски, и дури јадел печена риба, воскреснатиот Христос. И мед. А од друга страна, што гледаме? Дека во тоа и такво тело, тој можел да влегува низ затворени врати, можел да го менува с физичкиот изглед, па да не го препознаваат. И еден куп работи кои што нашите тела не ги можат. Нели? Значи, тоа е некое ново тело. Зошто апостол Павле само старото тело го нарекува тело и крв? Зашто и во грчкиот и во англискиот јазик има посебни зборови? Што мислат луѓето кога ќе речат, па и тој е од тело и крв? Дека е грешник. Човечки е да се греши, велат луѓето, нели? И често пати додаваат, па не е никој совршен. Не е никој совршен, затоа што човечки е да се греши. Во ред, ако е човечки да се греши, зошто Христос никогаш не сгрешил? Штом бил човек. Од тело и крв, не од челик. Знаете, Сталин бил наречен Сталин, што значи во превод челичен. Стали на руски значи челик, како стил на англиски. Христос, иако бил Бог, тој не дошол во некоја различна и поинаква човечка природа, супериорна, надмокна, туку во она која што ја имале Давид, Авраам,
нивните потомци, неговата мајка Марија, значи човековата падната, смртна природа. Природа подложна на искушенија. Природа која што е ранлива. Природа во која што конечно може да се умре. Католиците, за да избегаат од оваа логична наука, измислија цела една нова догма, која што е наречена безгрешното зачнување на Девица Марија. Односно, за да учат дека Христос имал поинаква човечка природа од нашата, тие морале да дојдат до заклучок, па тогаш и Марија, единствената која што на Христа му дава човечка природа, морала да има поинаква човечка природа од нашата, па затоа и Марија била поинаква од другите луѓе во однос на човечката природа. Но, да не навлегувам подлабоко во тие води, каде што некој можеби ќе се загуби, но да се вратиме на Христовите чуда. За нас е битно да разбереме дека Христос зел еднакво учество во онаа иста природа, наречена тело и крв, значи смртната природа, природата која што е ранлива, која што е подложна на искушенија, во која што може да се биде искушан, и во која што може да се страда, и во која што може да се умре. Единствено во таква природа. Адамовата падната природа. Како таков, Христос се раѓа и живее во Назарет, откако значи, во Витлеем се раѓа, подоцна после враќањето од Египет во Назарет, расте, и навидум се до Јовановото крштевање, Христос е познат само на своите соселани во Назарет. Едноставно живе, расте, се развива во тотална, да не речем тотална, меѓутоа како непознат за израелското општество. Ако е човечки да се греши, зошто Христос никогаш не е сгрешил, а бил човек, да го одговориме тоа прашање? Зато што е божествено да не се греши. Зато што Христос бил Бог, нели? За жал, повеќето христијани тука застануваат. Па да, Христос не сгрешил, затоа што бил Бог. Сега, што заклучуваат од ова? Бидејќи ние не сме богови, значи ние ќе си грешиме додека сме живи. Што правиме? Има чаре од ова сега? Затоа тука доаѓа оној златен синџир што го цитиравте исто така, на место. Христос зел оној што бил по природа божество, зел човечка, падната природа, да се соедини со нас, да влезе во нашата генетика, да стане наш роднина, наш постар брат, за да можеме ние да се соединиме со што? Со неговата божествена природа. А тоа бива, се разбира, преку Светиот Дух. Можно е да се биде човек и да не се греши. Можно е. Ако истовремено се биде Бог. Ние сме Бог или не сме? Не сме. Меѓутоа, што запишал апостол Јован, се сеќавате? Во неговото прво соборно послание.
кои се тие кои што не грешат и дури и вели не можат да грешат. Оние кои што се родени од Бога, од Божиото семе, и во кој што Божиото семе пребива, се наоѓа во нив. Тие не грешат и не можат да грешат. Се работи за луѓе. Они што се родени од Бога. Ова нека бидат малку предизвици за нашето размислување, иако нема да се занимавам толку со овие теми, односно, како што реков, нема да навлезам подлабоко во нив. Важно е да разбереме дека не сме ние тие од кои што се бара да не грешиме. Од нас се бара само едно. Да умреме, значи да умре нашето јас, за да се всели Светиот Дух, да се всели Христос, колку што е можно повеќе, колку што му дозволуваме. И кога тој ќе живее во нас, тогаш во нас ќе живее Бог, како што живеел во него, во неговото човечко тело, добиено од Марија во Витлеем. И апостол Павле тоа го нарекува надежта на славата. Христос во вас, им вели на римјаните, надежта на славата. Зошто Христос, ова беше моето следно прашање, односно поточно, дали Христос направил било какво чудо пред своето крштевање од Јован на Јордан, значи додека растел и живеел во Назарет и воопшто. Дали направил или не направил никакво чудо? Не направил. Дали можел да направи било какво чудо? Можел. Знаете, апокрифното Евангелие, наречено Евангелие според Тома, тврди дека кога Христос бил мал, правил чуда, и тоа правил чуда, така ја го разбрав тоа, во смисол како да се расфрла со својата божествена сила, па дури и тој им засметало на комшиите и тие го молеле, така се вели во ова лажно Евангелие, го молеле Јосифа да го прибере малку, да го приберат Исуса, Јосифа и Марија, приберете го малку детето, затоа што ни прави штети со своите чуда. Дали е ова вистина? Се разбира, не е. Зошто не е вистина? Зошто им веруваме на канонските Евангелија, а не им веруваме на така наречените апокрифни Евангелија? Дали затоа што канонските Евангелија православната црква ги прогласила за такви, односно ги канонизирала на првиот Вселенски собор? Дали во канонските Евангелија може да видите некоја разлика во однос на било која друга верзија што се зборува за Христа? Ете, и денеска имаме апокрифни Евангелија. Евангелија, значи, што се произведени во 20-тиот, напишени во 20-тиот и во 21-тиот век. Например, последното такво Евангелие е произведено во 21-тиот век, е Евангелието според Мел Гибсон. Минатиот викенд се емитуваше повторно неговиот филм на некои телевизиски канали. Повторно ќе споменам еден момент, што е запишан многу убаво и многу јасно во Копнежот на вековите, а кој што мене многу ми се допаѓа. Евреите биле многу попаметни отколку што Мел Гибсон сметал дека се. Знаете зашто? Затоа што во Евангелието според Мел Гибсон Христос пред Синедрионот, пред Кајафа, бил обвинуван за што, меѓу другото? Кога му суделе? Бил обвинуван дека ја гази саботата, дека ја прекршува саботата. Мнозина ќе речат, па да, па нели знаеме дека Христос бил обвинуван.
Во Евангелијата, во канонските Евангелија, читаме дека на многу места фарисеите и евреите го обвинуваат Христа, дека го крши законот, ја гази саботата и така натаму. Најчесто затоа што лекува во сабота. Нашата тема за исцелението. Логично би рекол било кој сценарист, па зашто да не, и Гибсон, дека зашто да не направиме сценарио каде што вакво обвинение се изнесува против Христа кога му се суди пред Синедрионот. И сепак ова е голема грешка, голема утка. Логично, но погрешно. Во Копнишот на вековите стои запишено, значи оригиналната автентична верзија. Во Синедрионот Христовите најголеми непријатели ниту помислувале да го изнесат ова обвинение против Христа. Не ни помислувале да не се зуцне за саботата против него. Знаете зашто? Колку биле идри евреите. Затоа што тие сватиле, знаеле, биле свесни, дека ако изнесат против Христа вакво обвинение на Синедрионот, тогаш ќе се отвори прашањето за карактерот на неговите дела, направени во саботен ден. Едноставно, сватиле дека темата ќе се помести од саботата на неговите дела, неговите чуда, во кој што се открива Божиот карактер. И тоа ќе извршало таква промена во расположението и во емоциите на членовите на Синедрионот, што наместо да изнуди осуда или негодување, ќе предизвикало кај мнозина, ќе предизвикало симпатии за Христа. Видите колку биле лукави Христовите непријатели. Затоа не ни помислувале да зуцнат нешто во врска со саботата. Ако треба ќе доведеме лажни сведоци, ќе ги платиме, нека тропаат глупости, но нема да зуцнеме ништо за она што Христос навистина го направил. Од тука гледаме дека во Христовите дела, во Христовите чуда се препознава Божиот карактер. Оно што мене најмногу ми остави впечаток, кога првпат ги читав Евангелијата, не се толку Христовите чуда како такви, туку неговиот карактер, каков карактер се открива во тие чуда. Пример, дали можел Христос и после крстевањето да ги претвори камењата во лебови, како што бил кушан? Па можел, да не можел, немаше да биде тоа искушение за него. Зошто тоа не го направил? Иако бил гладен. Бил гладен? Прво, затоа што таквото чудо нема да задоволи никаква човечка потреба, освен неговата, значи нема да биде направено за корист на други луѓе. Ке биде чисто себично, за мене. Што му вели Ирод Антипа на крајот, кога го носат во неговата судница? Ај, направи некој чудо, ако направиш некој чудо, ќе те пуштам слободен. И, знаете што пишува понатаму Копнишот на вековите во врска со тој момент? Христовите непријатели, еврејските водачи, се стресоа кога го слушнале ова. На мајтап го кажал ова Ирод. Направи чудо, ќе те ослободам. Ќе прошеташ слободен, како што би рекле денес американци. Се стресоа еврејските водачи затоа што знаеле дека Христос може да направи чудо. Толку чуда виделе од неговата јавна служба. Дури и воскресение на 4-дневен мртовец. Овој може да се ослободи на вистина. Христос не направил чудо. Зошто? Не направил чудо
повторно за своја корист. И се разбира затоа што не било Божиот план, не била волјата на неговиот Отец, тој да се ослободи во тој момент. Можеме да поставиме други такви прашања. Зошто не се симнал од крстот? Евреите му викале, му врескале од оздола. Симни се од крстот. Спаси се. Ослободи се. Па ќе поверуваме дека си ти тој. Што не поверувавте после сите негови чуда што веќе беа направени. И се разбира, на ѓаволот не требало да му се докажува дека тој е Божи син. Нешто што тој многу добро го знаел. Христос правил чуда, прво за да задоволи човечки потреби на другите луѓе, не човечки желби, како на Антипа, не човечка љубопитност, туку човечки потреби. И правил чуда за да го прослави Господ, неговиот Отец, а да го прослави значи луѓето, другите луѓе повторно, не демоните и ѓаволот, што тоа го знаеле со векови, луѓето да ја видат Божијата слава. Затоа нема никакво чудо во пустината, каде што единствена публика се демоните. Нема никакво чудо пред Антипа, каде што има луѓе, но луѓе кои што ја жигосале одам на својата совест и нема да го прослават Господ ако видат уште едно чудо, и каде што тоа чудо не би било за човечка потреба, освен за негова лична, спротивно на Божијата волја. На почетокот, кога ги читав Евангелијата, исто така бав прочитано една мала брошура, веројатно некои од вас ќе се сетат на неа, иако во последно време одам на неа гледам и повеќе не се издава. Од Мирко Голубич имаше една мала брошура со наслов "Славната иднина на нашата планета". Дали се сеќавате на некој такво книжуле? Да, Ленче се сети. Во оваа брошура имаше еден многу убав пример, имаше повеќе примери, што многу ми се допадна, ме трогнаа, можам да речам. Но имаше еден ваков пример. За време на Втората светска војна, и токму на 9. мај, значи, Путин ке слави 70 години од победата во неа. За време на Втората светска војна живел еден млад евреин, кој што ги читал Евангелијата и слушал, па може би и некои други книги во врска со Исуса Христа, и се воодушевил од него, од неговите дела, неговите чуда и така натаму. Очигледно бил многу привлечен кон Христовата личност после сето тоа, но бил евреин. Односно, припадник на верската заедница која што не го признава Христа до ден денес. Отишол кај својот рабин и прво што го прашал е следното. Се сеќавате ли? Иако беше одамна. Кажи ми, која е разликата помеѓу Месијата, кој што христијаните го нарекуваат Христос, и нашиот Месија, кој што треба да дојде во иднина? Каков одговор добил на ова прашање? Рабинот му одговорил, па разликата е во тоа што Месијата на христијаните или Христос веќе дошол, а нашиот се уште не дошол и треба да дојде во иднина. Може, многу тешко прашање било, се разбира, па затоа морал некој ваков одговор. Добро, но маките за рабинот не престанале тука. Второто прашање било, а кажи ми, кога ќе дојде нашиот Месија? Значи, они што евреите се уште го очекуваат. Дали ќе направи поголеми и пославни дела од Христовите? Што мислите, каков одговор добил на ова прашање?
Како? Блиско си до вистината. Одговорот е не добил никаков одговор. Рабинот едноставно молчал. Му било поставено прашање на кој што немал одговор. И во Евангелијата читаме дека на некои Христови прашања, што се вели, особено од Лука, а тие молчеа. Или молчеа, или кога гордоста не им дозволувала да молчат, лицемерно ќе рече, епа не знаеме дали беше Јован од небото или од луѓето. Не знаеме. Знаеле многу добро, ама се правеле. Тешко е, после тоа заклучува Мирко Голубич во истата брошура, тешко е да се замислат поголеми и пославни дела од Христовите дела. Навистина прекрасна мисла. Тешко е да се замисли живот посвет од Христовиот живот. Тешко е да се замислат дела поголеми и пославни од Христовите дела. Токму Христовиот карактер е она кое што прави неговите чуда да бидат реални и прифатливи. Токму Христовиот карактер, кога се открива во канонските евангелија, е она што прави да разбереме дека тоа се навистина автентични евангелија, за разлика од Томиното евангелие, каде што Христос прави чуда од екзибиција, уште како дете дури, и каде што со тие чуда дури им штети на соседите. Тука гледаме нешто сосема спротивно на оној карактер што се открива во евангелијата. Христовите дела биле направени за Божја слава. Што ќе им рече Христос на евреите на првото испрашување пред Синедрионот во Јован 5 глава? Јас дојдов во името на мојот Отец, а може ли поголема чест да постои, поголема препорака од ова? Значи, мене не ме испрати царот, императорот, мене ме испрати семокниот Господ и вие не ме примате. А некој друг, вели, кога ќе дојде во свое име, значи некој самонаречен Месија и Спасител, вие ќе го примите. Ова пророќство Исус им го кажал на евреите и се исполнило. Евреите не еднаш, повеќе пати прифаќале лажни месии. Обични луѓе, обични бандити од типот на Христо Татарчев, обични револуционери, самонаречени водачи, спасители, ослободители. Но, оној кој што бил испратен од Бога, оној кој што бил Божи син, оној кој што ја имал божествената сила, но и божествениот карактер истовремено, оној што рекол дека не може да прави ништо сам од себе, туку се оно што му го заповеда неговиот Отец, таквиот не го примиле. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што во Христовите чуда гледаме исто така дека Христос одбива не само да задоволи човечка љубопитност или да направи нешто себично за себе, само за себе, туку одбива да и ласка на човековата гордост. Затоа Исус не им вели на гласниците на царот Ирод, одете и кажете и на неговата екселенција, туку вели, одете и кажете и на таа лисица.
Ово не било со намера да се навреди од типот оди и кажи му на говедото. Туку Ирод бил наречен лисица за да се истакне дека бил лукав. Исто така, Исус не само што не и ласкал на гордоста на поединците, туку бил политички некоректен и во друг смисол. Не им ласкал на евреите како народ, односно на еврејската национална гордост. Затоа, кај Христа, во неговите дела и во неговите зборови, наоѓаме нешто што евреите го сметале за предавство, за антипатриотски чин. Значи, тука било и завршило неговото револуционерство. Дали е случајно или не, првото чудо за кое што зборува Евангелието, поточно по Матеј, бидејќи е првото Евангелие, е чудо извршено врз кого? Слугата на римскиот капетан, врз незнабожец. Интересно. Иако Матеевото Евангелие е Евангелие напишано и наменето за евреите, за еврејската публика. Тоа чудо се наоѓа во 8 глава од Матеј. Ке се сетиме дека и Јован во 4 глава зборува за такво чудо, исцеление на слуга на римски офицер, капетан. И во едниот и во другиот случај, верата на овие незнабожци била многу поголема од верата на Израилот. Зошто? Не само тоа, туку Христос се воодушевил од зборовите на римскиот капетан. Замислете да кажете нешто што Христа ќе го воодушеви, што него ќе го импресионирате. Што ли може да биде тоа? Христос се воодушевил, се восхитил и рекол, вистина, вистина ви велам, во Израилот не недов ваква вера. Зошто? Каква била верата на Израилот? Таа вера што враќала денови за 10 часа назад, или што продолжувала денови за цели 18 часа, и што лекувала дури незнабожечки генерали. Каква била Израилот? Верата на израелците, а што не била вака голема и вака силна како верата на римските офицери. Офицери на непријателска армија, на непријателска сила. Па таа сега подобро разбираме каква била, знаејќи го последното старозаветно исцеление што го проучувавме на царот Езекија. Царот Езекија не му биле доволни зборовите на пророкот. Барал знак. А кој ќе биде знакот дека Господ навистина ќе го направи ова што ти ми го велиш? Римскиот капетан не барал знак. Римскиот капетан не барал Христос да дојде кај него дома. Може би затоа што знаел дека евреј не би стапнал во незнабожечки дом. Ке се осквернел, ке се опоганел. Иако Христос немал такви предрасуди, меѓутоа таа предрасуда ја применил и на него како на евреин. Но му рекол, Господе, кажи збор. Кажи само збор и ќе се исцели мојот слуга. Бидејќи и јас имам свој подчинети. И јас имам војници под своја власт. Кога на некој ќе му речам дојди, тој ќе дојде. Или отиди, и тој ќе отиде. Верувате, нема да најдете по-лојални, по-послушни компјутери денес, бидејќи некојаш ќе му дадете наредба на некој компјутер или лаптоп да направи нешто, и ако ништо друго ќе ве изнервира, ќе ви закочи,
ќе ви направи проблем. Ќе се појави вирус. Римскиот капитан го немал овој проблем. Тој знаел дека со секој негов починет војник или слуга, кога он ќе рече нешто, тоа се извршува. Значи, колкава била верата на овој човек? Значи, како што сум јас офицер на овие војници, ти си Господ на сите болести, на сите демони, за секоја смрт. Едноставно, ти си поголем и посилен од сите нив. Не е ни за чудо што Христос, самиот Христос, бил восхитен од една ваква вера. Тука ќе застанеме. Значи, днеска да ги читаме посебно извештаите за во Матеј 8 глава, па ни во Јован 4 глава, каде што се зборува за сличен случај, ако воколку не бил истиот, само даден во различна верзија. Но важно е дека кога Христос му вели на капетанот, оди си, твојот слуга е здрав, и двајцата евангелисти, и Матеј и Јован, велат дека во истиот час оздраве слугата. И кога подоцнак се распрашувал капетанот дома, бидејќи имало бајаги одење до дома, во кој час му стана подобро и го напушти болеста, му било кажано кога точно, и сватил дека тоа било истиот оној час, кога Христос му рекол, оди си, твојот слуга е здрав. Ниту еден евреин не покажал ваква вера. Секој евреин сакал Христос да му дојде дома, за да се исцели некој. Нека му е фала и слава. Амин.